Нема трпеза без неговото височество компирот. Вкусен е, го сакаат сите, а го има и во сите годишни времиња. Од тука и неговото второ име – крал на сите трпези. Кај нас тој пристигнал во 16-тиот век од Јужна Америка и од тогаш станал добар за сите вкусови. Зашо се многу бави? За јадење, за се? Па, што знам, мислам, добри се. Затоа што е убав. Вкусен. За негово подготвување има безброј препораки, но највкусен е на следниот начин. Па не знам како да ти кажам, децата сакат ги прожене, ја манџа. Со месо правиме ги пире, правиме ги на повеќе начини, пражени. Па највише го печеме со месо и печен со месо. Највише тај не е најубав. Кај нас компирот се одгледува во целата држава, но далеко најпознат е Беровскиот. Зошто? Климата е друга, земјата е друга. Планински е. Планина. У папра се раѓа, готов за јадење, и за пражени, и за манџичка, и за се. Тежок е, работа треба, вода, нема, суво. Инаку, компирот се сади во март и април, а како млад за јадење е спремен за 60 дена. Потоа, доколку се планира за подолго чекање, му требаат барем уште нови 60 дена. Инаку, цените на најбараните производи овој петок се движеа. Прас 200 денари за сноп и 10 денари парче, јаболко 25, граф 130 денари за килограм, марула 20, зелка 20 денари за парче, домат 60, банана 60, кромит 15 денари за килограм, компир 40 и костени 180 денари за килограм.